Никогаш не сум се занимавал со фотографијата сериозно, како што се последните 30 години. Се викам Ристо Костовски, по професија фотограф. Мојата приказка и патешествие ќе почнам со раскажување како бегав од реалноста, работејќи во Телеком, 30 на години, како телекомуникацијски инженер. Почнав со едно патешествие со мои пријатели да едриме на Јадран. За таа цел ја купив својата прва камера и тогаш почнав да се дружам со неа. Едно од главното хоби секогаш ми била електрониката, правејќи засилувачи и звучници за посериозно слушање на музиката, која секогаш била највеќе присутна во мојот живот и која ќе размислам, можеби имаше најголемо влијание да станам фотограф. Често одев со моите родители во Дојран, каде што имавме една скрпена куќичка. Таму мене недостачуваше музиката, па морав да се снаоѓам без неа. Почнав да се бавам со рибарењето, кое ме зближи и здружи со природата. Убавините на езерото, мирисот на водата, воздухот, мирот, боите на раните утрински часови, трпението што го изградив со рибарењето, сето тоа ми беше силна инспирација. Љубов на прв поглед која траеше повеќе години, за да започнам со еден вид фотографска медитација. Сериозноста и љубопитноста на младиот во душа фотограф може да се види во фотографиите кои на некој начин се огледало на ново пробудените чувства, а музиката почна како ехо да се слуша во нив. Така започна мојата сериозна дружба со фотографијата, која ми прејде во обсесија. Приказната за тоа како станав уличен, стрит, урбан фотограф, ја започнав со раскажувањето на една друга, постара приказна. Те работи за мојот татко, кој кога се пензионира, беше во шок од таа нова настаната ситуација, па почна да ги фарба вратите и прозорите од станот. Станот беше голем, тој имаше многу врати, многу прозори, така да тоа траеше. Па ова да ја наречам шок терапија и мирисот на масната боја навлезе во секоја пора од нашето живење. Сеќавањето на неа остана до ден денес, а можеби и тоа сеќавање на пензионерската шок терапија на татко ми, сум ја задржал некаде во подсвеста, најверојатно мирисот на масната боја, така да по моето пензионирање јас се уште сум надвор, бегајќи од својата подсвест, од мирисот на масната боја, која се замени со мирисот на улицата, каде што со камерата на врат, како некој вид тефтер, ја бележам пролазноста на времето, барајќи слики и чувства од улицата. Една работа што ме научи фарбањето е упорноста и истрајноста и издржливоста, кој некаде по пат во секојдневието сум го изгубил и заборавил, кој покасно се покажа како убаво учење за фотографијата и те како придонесе да издржам совладувајќи ги проблемите кои стојат на патот најчесто по себе и со себе, и тоа да бидеш истраен, секогаш присутен. Мирисот на животот на улицата стана секојдневие, секогаш достапно како студио. Многу мал дел од овој живот на улицата останува забележен и најчесто е меморизиран некаде на некој хард диск или на некој сајт, а во најдобар случај како печатена фотографија, спремна за изложба. Задоволството и исполнетоста што ја чувствуваш гледајќи ги отпосле тие парчиња од животот, тоа е сега фотографии, на кои сега им даваш нов почеток, живот, и имаш печаток како времето да стои, како да го продолжуваш сопствениот живот со создавање на нови деца. Изложбите како еден од начините
овие парчиња на сеќавање да видат бел ден, да останат и станат безвремени, наоѓајќи место кај гледачот, најчесто завршуваат кај некој пријател во станот, кој ти се смилувал и ги вдомил овие сирочиња. Многу ретко се случува фотографија да најдат топол дом, пон со љубов и внимание во срцето на гледачот. Може би една книга, како монографија, би бил прав дом за неа. Изложбите ги правев сам, најчесто со помош на пријателите, и обично тогаш гледаш кои ти се пријатели стварни или кој ти е и колку ти е пријател. Тука имаш и неочекувани сопки, имаш и нови пријателства, исто како во животот. Значи беа 4 самостојни изложби. Првата беше во кинотеката на РМ од 16.4.22 до 8.5.22. Насловена урбани рефлексии и се однесуваше на рефлексијата на времето во рефлексија на стварност од Скопје 2014. Втората, истите фотографии беа како првата, само што сега се случуваше во Јадро. Од 28.23 до 38.23. Третата беше во МКЦ галерија од 26.23 до 22.8.23. Насловена Попатни од Блесоци, Скопје 1963, како историска причина, а Скопје 2014 како политичка последица. Четвртата, последна, беше во Музеј на Македонија од 16.4.24 до 37.24, насловена Поинаку. И тоа беше еден апстрактиски дел на реалноста на улицата.